Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски со своите соработници од ресорното министерство денеска престојуваше во работна посета на Кочани. На почетокот од престојот во нашиот град тој ја посети полициската станица која што неодамна беше реновирана. При тоа оствари средба со командирот на полициската станица Горан Чојакимов и неговите соработници. При тоа, министерот Спасовски упати повик до граѓаните да ги пријавуваат сите случаи на корупција, за да можат истражните органи да преземаат соодветни мерки за нејзино спречување и намалување. Во врска со случајот рекет, тој нагласи дека ресорното министерство постапува според насоките добиени од јавното обвинителство за гонење организиран и сериозен криминал. Министерството за внатрешни работи постапува по случајот. Ако не постапуваше Министерството за внатрешни работи, ние немаше да имаме случај. Ние постапуваме по насоки кои што ги даде јавното обвинителство за гонење на организиран и сериозен криминал. Сакам да ја истакнам подготвеноста мојата на колегите максимално да ги дадеме сите расположиви капацитети, се со цел да се расчити овој случај, меѓутоа не само овој случај, секој еден случај на криминал и на корупција. Затоа ги охрабрувам граѓаните на Македонија во секој еден сегмент, ако имаат било каков проблем од било кој што однесува пред се на криминал и на корупција, отворено да го пријават. Министерот Спасовски рече дека во изминатиот период од државниот буџет биле вложени околу 7,5 милиони денари, со кои е извршена реконструкција на зградата на полициската станица во Кочани. Со тоа се обезбедени подобри услови за работа на полициските службеници и за пристапот кон граѓаните. Правиме анализи врз основа на состојбите кои што се во полициската станица, на подрачјето на полициска станица Кочани, врз основа на разговорите кои што ги имаме со градоначалникот пред повеќе од 6 месеци и планираме целосната таа анализа функционално да заврши некаде до крајот на август, за да можеме понатаму да се произнесеме дали ќе пристапиме кон промена на законот и менување на статусот на полициска станица во сектор за внатрешни работи. На средбата во локалната самоуправа на Кочани, министерот Спасовски се сретна со градоначалникот Никол Чуелиев, со кого разговараше за безбедносната состојба во општината. Во делот на сообраќајот во централното градско подрачје, кое навистина е во незавидна ситуација, меѓутоа јас од овде повторно ќе искористам да упатам апел до нас граѓаните, учесниците во сообраќајот, бидејќи ние имавме студија поддршка од страна на Министерството за внатрешни работи, направија студија каде што јасно и гласно кажа не е проблем, не се проблем сообраќајниците улиците, туку е проблем паркирањето во градот. Значи, бидејќи горем дел од градот, од централното градско подрачје, тоа што беа гаражи сега се претворени во дуќани, бидејќи порано за секое семејство или секоја куќа имаше по едно возило или ни едно, а денес секој семејство има по 3 возила, што значи проблемот е повеќе од очигледен, првим во делот на паркирањето и во колку изнајдеме, односно работиме на изнаоѓање на соодветно решение со изградба на катна гаража каде што би се сместиле од 160 до 200 возила, толку се паркирани на сообраќајниците во општина Кочани. Министерот Спасовски присуствуваше и на состанок со членовите на Советот за превенција на општина Кочани. Таму главно се разговараше за заштитата од пожари во текот на летниот период. При тоа, министерот најави санкции за прекршителите на законските одредби, кои нелегално палат оган на отворен простор, односно стрништа и слама на земјоделските површини.